прва официјална посета на највисоко државно ниво. Председателот Пендаровски денеска стапна на црвениот килим пред председателската палата и побара поддршка од Сакеларопулу, но и од премиерот на Грција Мицотакис во однос на македонските евроинтеграции. Денеска се разговараше во однос на имплементацијата на Преспанскиот договор, што е тоа што преостанува. За 2,5 години направивте многу, но има уште многу работа за да се заврши, поточно да се заокружи и последната буква од спогодбата од Нивици подпишана во 2018 година, порача шефицата на Хеленската република Катерина Сакеларопулу. Председателот Пендаровски пак изрази благодарение за поддршката која што досега ја даваше Грција во однос на евроинтеграциите, но исто така и за поддршката за влез во НАТО алијансата. Од друга страна пак кажа дека денеска разбрал дека и за комисиите кои што имаат обврска според спогодбата од Нивици да ја завршат својата работа, одредиле датум за следни средби, станува збор за Комисијата за трговски марки и Комисијата за историски прашања. Сакеларопулу кажа дека Грција станува стратешки партнер на сега Северна Македонија и ќе ја поддржува земјата на патот кон своите евроинтеграции, но условот е многу јасен, а тоа е целосно исполнување на Преспанскиот договор. Предлагам да видиме во следната изјава. Сакам да подгледам значајното кое ние даваме на продолжување и на нашите односи и на вашата европска перспектива. Се согласувате со мене дека целосна и со добра волја применување на Преспанскиот договор е значаен за развој на нашите односи. Треба да признаеме дека се направени многу односи за чекори кон применувањето на Преспанскиот договор, но има многу ствари кои треба да се применуваат. И Грција ги има своите обврски во однос на Преспанскиот договор, а тоа е закочените или буквално блокираните меморандуми во грчкиот парламент за кои што Пендаровски денеска доби уверување дека процедурата ќе биде завршена во најблизок можен рок, во однос пак на промената на патните табли кои што се уште чекаат со старото име на прашање на телевизија 24 што станува со нив и зошто топката се префрла од централна на локална власт. Председателот Пендаровски кажа дека во разговор со шефицата на Хеленската република Сакеларопулу, но и во разговор со премиерот Мицотакис дека тие набргу ќе бидат сменети, но како што велат тоа е обврска на локалната власт. Денеска Пендаровски исто така побара поддршка и од Мицотакис во однос на евроинтегративниот процес. Тој кажал, буквално побарал поддршка од премиерот Мицотакис на следниот самит на Европската Унија во Словенија да лобира за сега Северна Македонија. Повеќе детали за разговорите помеѓу шефот на државата и премиерот на Грција Мицотакис предлагам да видиме од следната изјава. Јасна изјава од негова страна дека тоа до сега го правил, а ќе го прави и понатаму. И при тоа, тој спомна неколку имиња на влијателни политичари од земји члени, влијателни големи земји членки на Европската Унија, кои не се директно инволвирани по спорот, се разбира, тоа е спорот да повторам меѓу нас и Бугарија, но можат да влијаат во позадина и да се обидат на тој сеевропски соби, да објаснат кој е резонот, кој е каузата, зашто Западниот Балкан генерално треба да се придвижува кон Брисел, а сега не се придвижува. Постојат неколку имиња кои што може да направат многу во однос на евроинтегративниот процес на Северна Македонија, но и на целиот Западен Балкан. Оваа порака ја испратил Мицотакис денеска до Пендаровски. Она што денеска го каже исто така премиерот на Грција Мицотакис е повторно ги повтори истите пораки на Сакеларопулу, тоа е дека јасна цел мора да има, тоа е целосна имплементација на Преспанскиот договор. Пендаровски пак го потсетил Мицотакис дека самото име на спогодбата од Нивици го носи насловот Преспанскиот договор кој што одредува стратешко партнерство, а тоа значи и поддршка на Северна Македонија во однос на евроинтегративниот процес.
Пендаровски денеска ќе има средби и со буквално со покрај Сакеларополу и покрај Мицотакис има средби исто така и со таткото на градот Атина, а тоа е со Бакојанис. Вечерва ќе има работна вечера со шефицата на Хеленската република, а утре па ќе се сретне и со американскиот амбасадор во земјата Џефри Пјат.